Најстариот дел во општина Пробиштип, селото Пробиштип, доби асфалт. Станува збор за улицата Ливашница, за која после неколку децении конечно е направен проект за нејзино уредување и решавање на проблемот со кој се соочуваат жителите од ова село. Правивме услови за да може да се асфалтира оваа улица, бидејќи се наоѓа речиси во самото речно корито. Направивме подпорен зид, регулација на одредена делница од речното корито и во моментот ги асфалтиравме овие 260 метри, каде што се опфатени најголем дел од куќите каде што живее население од селото Пробиштип. Останато е уште една кратка делница која што во моментот се работи на дозавршување на проектната документација и се надеваме дека во најбрз можен рок во согласно со тоа какви ќе бидат можностите на општина Пробиштип, ќе биде дозавршена и оваа улица. Поплавени земјоделски насади и куќи, претходно ваква била гледката во селото кога имало наливи од поголеми дождови. Па ископана лоша, а сега ќе се убаво, се добро. Воевше од патот тука, у пропуста, там малку погоре, бутнат камен, кременјак. И кај мене доаѓа вода, 5 пати е тлавда на башчата. Убаво направил за сите тој. И за нас, и стари, и за млади се е убаво. Од сега жителите нема повеќе да стравуваат од надоаѓањето на река Киселица. Општината изгради подпорни ѕидови на речното корито. Направивме неколку подпорни ѕидови, кои што исто така беа финансирани од општина Пробиштип и добивме околу 50.000 франци донација од швајцарската влада, средства кои што помогнаа да го регулираме делот од речното корито, каде што при надојдување на реката Киселица настанува поплавување на дворовите, на куќите и во иднина ќе продолжиме со дозавршување на овој проект, така да ќе биде регулирано и речното корито. Со своји средства од 1 милион динари, општина Пробиштип реализираше уште еден инфраструктурен проект и го реши проблемот на жителите од ова место, а со тоа селото веќе ќе нема неасфалтирана улица. Во следниот период општината ќе постави банкини на истата и ново улично осветлување.